ве затекнавме среде интензивна работа. Ова што тука го гледаме е нешто што навистина има огромно значење за севкупното лозарство и овоштарство во Македонија, а тоа е домашното производство на садници. Ајде кратко за процесот, што сега се прави, во кој период, до кога имате работа, како оди сега околу производството, сега сте конкретно околу лозовите садници. Така е, баш сме во сезона кога е веќе производството, почнува производството на новата реколта на лозовите садници. Моментално се врши процесот на калемење на лозовите садници, кои што нели понатаму ќе бидат нели ќе се одгледуваат цела година и ќе бидат нели садници на есен. Овој процес почнува, калемењето почнува негде после 23 нели март и планираме да завршиме негде до кај 10 април. Во тој период е наидеално нели самата операција калемење и моментално еве сега тоа се работи. Новина ни е тоа што ако пред неколку години калемевме со луѓе кои што беа калемари од соседна Србија, сега веќе неколку години наназад тоа го избегнавме со самата инвестиција во купување на машини и со обучување на наши калемарки, јас ќе кажам, затоа што сите се жени кои што калемат, нели, и веќе неколку години, можам да кажам 7-8 години, самото калемење го вршат токму овие жени кои што имаме и нови кои што се учат нели секоја година, обучуваме, но на голема радост за нас е и олеснителна околност дека да не мораме да земаме нели калемари и стручни лица од други држави. Предноста на овие машини што ги имате земено, верувам не се баш ефтини, пошто гледам целата работа у нив е прецизно да го направат. Предноста на тоа што не земаме калемари е и двострана, не само калемари, вие правите да ова биде и целосно домашно производство, од аспект на посадочен материјал, на матични насади. Така е. Значи, ние ова работа ја работиме веќе 25 години. Домашното производство на лозови и овошни садници. Овошните садници е поедноставна процедурата за самото производство. Иако се работи нели 2 години, една година се дивата подлога се одгледува за овошните садници, па втората година се калемат и директно на нива, е малку поолеснително. Но за лозовите садници е многу специфично самото производство, со самото тоа што вие треба да имате добра дива подлога во која што нели ќе имате здравствена исправна дива подлога и здравствено исправна калем гранка за да може да направите добар садник. Ние неколку години наназад инвестираме во подигање на матични насади. Што значи тоа? Значи, оваа дива подлога расте на матични насади, матичњаци кои што ги викаме, и таа дива подлога мора да биде од растение кое што е произведено во лабораторија, односно безвирусно сертифициран нели матичен садник. Во Македонија немаме услови за производство од лабораторија такви, затоа тие се купуваат од европските држави кои што се многу скапи, но ние како расадник кој што долги години вложува во здравствено исправен саден материјал, постепено и почнавме да купуваме такви матични растенија и да ги садиме нашите површини со матични насади, се со цел да не бидиме зависни од увоз на дива подлога. Да, предходно, ако пред 7-8 години, ние комплетно бевме зависни од увоз и оваа дива подлога ја купувавме од соседни држави, денес ние најголемиот дел, односно 80% од самото наше производство го бериме од нашите матични насади. И тоа не планираме да го зауставиме, планираме да садиме уште површини, но бидејќи е скапа инвестиција, 10 евра е еден садник безвирусен за производство на дива подлога за лоза и затоа не можеме нели да
се осудиме директно да инвестираме на големи површини затоа што е скапа инвестиција. Тоа се практично лозови насади кои што мора се да се ѓубрат, да се одгледуваат, а од нив нема род грозија, нив само прачките ги берат. Па така е, само прачките, но тоа ти е комплетно насад, површини долгогодишен насад, кој што е на 20 хектари. Да, и специјално да се одгледува, да се обработува, да се подлачува, сите операции се работат, единствено што немате род, затоа што тоа е дива подлога и сега зависи од климата како била минатата година и од условите временските, морате да вложите толку. Ако врне, треба заштита почеста. Ако е сушно, треба повеќе наводнување и сето тоа влие на буџетот. Но ние сме сигурни, знаеме дека имаме сопствена дива подлога и која што сами си ја береме во периодот кој што следува без да дехидрира и секако калем гранки кој што имаме исто така оматичено наши насади за производство на калем гранки и сето тоа бара процес на обработка. Самото производство на лозовите садници почнува уште во декември месец, уште кога се оматичуваат насадите, се бере калем гранката, се бере дивата подлога, па се чисте дивата подлога, па се чува, па за да не дехидрира, затоа што мора да биде со добри сокови за да имате вие ефект и калем гранката и дивата подлога. Кое е значењето за домашното производство? Ние сме земјоделска земја, земја која што има преку 20.000 хектари лозови, површини, плантажи, имаме и овоштарство. Кое е значењето ако направиме една паралела од пред 15-20 години па и повеќе кога почнувавте вие и сега, кога голем дел, вие сте 2-3 расадника во држава кои произведувате вака за потребите на производителите, кое е значењето да го имаме ова домашно производство, да го негуваме и да ни значи и за понатаму да го шириме и лозарството и овоштарството со квалитетни садници, да знаеме што садиме, а не да увезуваме некој таму чкарт што им останало од соседството па ни го носеа тука. Па баш така, јас на сите ваши интервјуи, на сите мои излагања кога зборувам за производството, најважно ни е домашното производство, без разлика за што и да е. Значи, ние сами ако можеме да се произведеме, тоа ни е најбитно. Зошто? Затоа што немаме одлив на девизи во други држави, затоа што сме сигурни во нашето производство, исклучиво во производството на садниот материјал во кое што лежи на многу големи контроли од страна на државата, односно комплетно лежи на Законот за семе и саден материјал кој што го води Министерството за земјоделство. Да, и цело ова производство на лозови и овошни садници, па и на семенскиот материјал го врши контролата државата, односно официјалните органи кои што континуирано те следат, а тоа се научната фела, која што нивните совети ние ги применуваме при самото производство на садниците и секако, како што кажавте и вие, државниот инспекторат си ги вршат потребните контроли. Тука се вклучени сите битни институции, а тоа се Министерството за земјоделство, ДФЛ, тоа е Државна фитосанитарна лабораторија, Инспекторатот земјоделски, значи науката, Институтот, земјоделскиот институт и ние како производители, треба да извадиме добар, квалитетен саден материјал кој што ќе ги задоволат пазарите потребите на нашите клиенти во Македонија. Колку ни е битно домашното производство и колку има ефект, тоа се покажува и од бројките кои што сме ги имале пред да имаме наше домашно производство, колкав голем обем на девизи се излевало во странство со увоз на саден материјал. Ние и при вакво производство имаме увоз на саден материјал моментално, затоа што имаме недостаток на саден материјал во државата, но нашите муштери и земјоделците се тие кои што можат да проценат што е квалитет и што е најдобро за нив и секогаш апелирам дека домашната садница која што е тука произведена на
наши климатски услови, под наша контрола, под наши услови, секогаш е најдобра затоа што ќе се адаптира веднаш на самите, а и не трпи транспорт или дехидрација или периоди на чекање и така да секако дека домашното производство во било која гранка на земјоделството ни е нас многу битна. Колку помагаат државните мерки и програми? Еве годинава има некој нов модел. Верувам дека би сакале еве да им го кажете на земјоделците за оние што не разбрале, еве ние не знаевме. Верувам има доста овоштари лозари што не знаат кој е новиот модел, како да дојдат до поевтини садници, до намалување или враќање на дел од тие средства што ќе ги инвестираат. Па за прв пат ова година преку програмата за директни плаќања се воведе една мерка во која што ако самите земјоделци при подигање на нови насади или реконструкција на старите насади, овошни и лозови, набават садници од домашни расадници, од домашни производители, државата ќе им врати по 35 денари за лозов садник и 40 денари за овошен садник. Тоа придонесе, кога се донесе ова програма на почетокот на февруари месец, придонесе да и нашите земјоделци кои што исклучиво за лозарите кои што не планираат да ги посадат своите насади, затоа што нели од X причини, веќе се охрабрија да ја искористат мерката и да набават садници од домашно производство за да може да си ги посадат. И така да рокот беше од 1 ноември сите што купија садници до 31 март да аплицираат и сега кога ќе дојде нели аплицирањето за директните плаќања да можат да си ги остварат и тоа право. Секако дека е олеснителна таа мерка за самите земјоделци затоа што придонесува нели на намалување на буџетот кој што треба да го одваат за садниците нели при подигање на еден насад. А тоа е со тие пари па ќе си купи нели ступчиња, нели жица и се друго што му е потребно. Тоа не значи дека вие ќе ги изголемите за 35 денари се садниците. Па и не знаме дали можете ќе се вратиме чекор назад па ќе почне пак увозот од Србија да ни доаѓа на садници. Па сега тоа е нели дискутабилно. Самото нели производство и самото нели инфлација која што не знаеме како ќе биде 25-та година. Оваа година се иста цена без разлика дали беше мерката или не беше мерката. Ќе видиме, значи знаете и вие, овие години се соочивме со многу кризи, со многу нели несигурности на пазарот, имавме енормни покачувања на се, така да и работната сила, да, репроматеријалот, да, сето тоа придонесува за покачување на цената, но нели пак секако да не преюдицираме пред време, ние велиме да произведеме со Господ напред секогаш тоа го велиме да извадиме добар квалитетен садник затоа што временските услови се непредвидливи од X причини, ние сме под ведро небо, така да годината имаме уште многу до крај нели на самата производна година, да не нели преюдицираме пред време, само да сме здрави, живи, да можеме да произведеме нели да работиме да произведеме садници, па ќе видиме како ќе се движат цените, да. Господ трошоците, она што го гледаме, постојано нешто се инвестира, не само во нови машини, него и во нови начини на одгледување, нови технологии, до најлон, да нема плевели, до не знам што се имате како новини, само воведувате секоја година. Па така е, ние кога веќе работиме и сме посветени и како што кажав и претходно, не можеме се наеднаш да инвестираме затоа што е скапа инвестиција, но секој денар добиен од државата, односно секоја субвенција нас ни е инвестирана во ново производство и во модернизација, а секако и во леснителна околност. Ги спомнавте машинките за калемење, овие машини се доста скапи, 1500 евра е една машина и таа не можеш овде да ја набавиш, мора од европските држави да се набави. Секако имаат ножеви, кои што тие ножеви се потрошен материјал за самите машинки, кои што секако треба да се набават исто така од странство. Вложуваме во намалување на работна рака во самото производство на расадникот на поле
со купување на најлони, кои што фолија, односно која што е специјална за производство на лозови садници, се со цел им да држе влага, нели, во почвата, да не бара толку многу поливање, наводнување, а и заштита од плевели. Секако инвестиравме во машини и во механизација која што е приклучна на тракторот, се со цел улеснување на производството или замена на работната рака, а тоа е подкршување на садниците, потоа правење на банци, кои што претходно, кога почнувавме, јас и мојот сопруг ги правевме нарази или со импровизиран некој плуг на тракторот. Така да долги години е инвестирано во ова производство, не е така се преку ноќ и секој што сака да се почне да се занимава со ова не може наеднаш да почне. Плюс не само инвестиција во механизација, инвестиција и во знаењето, во самите себе, во науката, затоа што секоја година е различна и немате вие шаблонски производство на било кој производ. Имате различни проблеми во кои што треба да го најдете начинот како да ги избегнете тие предизвици. Некојаш некои иновативни решенија може многу да значат. Така е, и затоа ние не се осудуваме наеднаш целото производство да експериментираме. Например, оваа година експериментираме со мал еден дел да видиме како се однесува тоа со новините што ги внесуваме и ако и гледаме дека има ефект, дели следната година тоа го применуваме. Затоа што ова ни е екзистенција, ова ни е работа и не можете да се... на децата да го оставите. Па и веќе го оставивме на децата, да, и сега млада генерација настапува и не тие... размислуваат за страна. Па, тоа е како мајка моето мото, дека децата треба да им обезбедиме овде работа, да ги оставиме овде и услови за живот и за работа. А секако тоа треба да биде цел на целото општество и на државата и на самото население, за да можеме да ги задржиме овде младите, за да не ни бегаат по светот, како што е тренд. Какво ви е планското производство годишно, прилика како се движат некои бројки и ме интересира сортиментот, побарувачката. Знаеме дека како ќе пројде некоја сорта некоја година, сите тоа ги интересира. Нешто беше хит последниве години темјаниката, верувам, кај вас најмногу тоа се чувствува. Па баш така. Значи, ние имаме едно континуирано производство на лозови на овошни садници. Имаме инвестирано за производство на поголем број на садници, но несигурноста на пазарот, а и самото обстојување, затоа што имаме и проблеми со работна рака и со климатските промени, сакаме тоа што ќе го произведеме да биде како што треба, не само да се залетуваме да произведуваме количински, ако и потоа нема ефект. Така да имаме едно континуирано производство, 200 до 300.000 годишно произведуваме садници, лозови и овошни зборам, и ние сме задоволни ако ги продадеме сите на крај. До сега не се случило да ни останат садниците, затоа што, како што ви кажав, имаме недостаток на саден материјал во државата. Од сортите кои што се барат во последните неколку години за овошните... Од 5 души што ги сејават, 4 барат темјаника. Да, за лозовите насади темјаника. Секој втор бараше темјаника. Мислам, тоа е несватливо. Тоа кажува дека немаме стратегија, немаме... Па баш така. Некоја анализа, некој да искочи да направи, да каже, не може секоја година само темјаника. Сортата темјаника последниве 2-3 години како грозија зборам имаше доста добра цена и луѓето се подлагаа во тоа. Ама ова ти е долгогодишен насад и вие не можете така да рачунате и дека да садите само тоа што се бара таа година, затоа што после 3 години доаѓа родот во лозовиот насад и тогаш не знаеме како ќе биде ситуација. Јас ви кажувам, ако ние имавме 1.000.000 садници на темјаника, ние 1.000.000 ќе продадевме, ама не е тоа работата, да се изнасади се темјаника, после да имаме хиперпродукција и да не знаеме што да правиме и да падне пак исто цената на... Пазарот покажува, Смедеревката едно време не ја сака, сега бара. Ете тоа е, последниве години
смедеревката, темјаника, шардоне, од трапезните сорти исто се барат сите сорти. Молдавија е најатрактивна затоа што е сорта која што нели е поотпорна, а и нели последна се бере, но се бареат и кардинал и старите сорти, афустале. Кога спика инвестициите и подигањето нови насади, мора да ја прашаме само што заврши ИПАРД-от, националната програма уште се чека, во кои правци таму ќе бидат деталите. Како беше со ИПАРД-от? Колку беа заинтересирани преку ИПАРД да подигаат нови насади, да земат практично саденото? Да, за овошни насади не беше ова мерка за ИПАРД. Иско така не беше ни за трпезните сорти на грозје, само беше за вински сорти и да можам да ви кажам дека имавме доста заинтересираност, исклучиво ние како компанија која што произведуваме садници за понуди за апликација за и најголем дел од сите тие понуди, негде дадов над 25 понуди за апликација за ИПАРД. Најголем дел од сите нив рекоа дека, мислам, се сигурни дека ќе ги земат садниците без разлика дали нели, затоа што ги планираат новите насади. Сега ИПАРД е исто така добра мерка која што може да ја искористат секој кој што сака да инвестира во долгогодишни насади, затоа што е поволна за нели за повраток на парите и секако мислам на средствата кои што се инвестирани, а знаеме дека за подигање на еден лозов насад потребни се огромни број на средства финансиски, некаде до 20.000 евра за хектар, да. Ово покажува дека треба во иднина да размислуват и за трпезните и за овощарството, да се внесе имаме и поголема искористеност на тие фондови. Па така, тоа ни е храна, овошјето и трпезното грозје ни се храна, нели, виното ни е луксус, мислам, можам да слободно да кажам, но и ние извозен производ во кој што ни внесуваат, нели, девизи, тоа е добро за државата, но треба и за храната, нели, да мислиме како овошјето. Праските не се извозен производ и тоа ни е извоз. Јаболката исто има за извоз. Праски, кајси, сливи, значи трпезното грозје исто е храна. Да, извозно ориентирано. Сето тоа е нели за доброто на државата и за општеството. Периодов до кога, еве по ваше искуство, до кога може да се подигаат насадите и кај овощарите и кај лозарите? Како е сега со овие врнежи, со овие временски услови, заладување во малце, дали го забави процесот? Која е ваша препорака за тие што планираат? Еве нека и за едно дрвце да слушнат кој е собил. Производната годината за садење почнува од 1 ноември до 30 април. Тоа е некој краен рок кој што може да се саде, но нели зависно од тоа од климата, кога дали е потопло или пожешко или поладно и од условите како што рековте, дали е влажна земјата или почвата, така да април месец, некаде до кај 20 април, најидеално да се посади. Да, има влага, тие што не успеале на есента да садат и што сега еве времето не им дозволи, па добре дојдено ќе им биде ова дождевите кои што врна за да можат да ги посадат. Како председателка на нашата најголема федерација на фармери во земјава, вие до вас стигат информации од сите региони за производството. Какви се информациите околу годинава, климатскиве промени? Секоја година велиме се положи годинава, многу голем данок зема уште на почеток. Росоман, штети, ќе имаме ли праски кајси, какви се информациите што ги добивате од вашите членови? За жал, катастрофални се информациите и жално е тоа што го слушаме од терен и од нашите членови, од земјоделците, затоа што климатските промени си го земаат танокот. Тоа што јас долги години го зборам дека климатските промени се реалност и ние мораме да бидиме свесни дека секоја година ни се случуваат. Еве, оваа година почна, значи, имавме некаде на почетокот на март месец до кај 10 многу топло време со топол бран во кој што придонесе да можат да развијат овошките, како праските, кајсијата и другите овошки. И што се случи потоа, дојде ладниот бран во кој што температурата падна на -6 и на -8 во некои делови и тука нема спас. И имаме огромни штети. Градско Росуман имаме до 100% измрзнување на овошните насади.
на Кајсија и на Праска. Вчера добив информации дека и во Битолско, под Пелистер, Бистрица, тој дел кај што имаат нели овошни насади, дека и таму има измрзнување и на праската, и на црешата, и на некои сорти на јаболките кои што порано биле развиени. Тоа е катастрофално за нас. Управо се најави нов бран студен. Ние како лозари стравуваме сега од овој втор бран, затоа што лозовите насади делумно... Овие кои што беа покрај Вардар има мал значително штети, затоа што побрзо беа развиени, но повисоките места не беа развиени, но сега веќе лозовите насади во овој период се доста развиени, нели? Нежна фаза. Да, и сега, ако се случи тоа што го најавуваат метролозите, тоа ќе биде катастрофално за тиквешијата. Само да се надеваме дека нема да се остварат тие прогнози, дека температурата нема да падне под нула. А сето тоа останува и за цела година, така да се надеваме дека ќе имаме добра година која што нема да има климатски екстремни промени во кое што ќе имаме штети. Знаеме со искуството наназад како било минатите години и како сме се борели. Тоа ние како држава мораме да направиме некоја стратегија како да го заштитиме нашето домашно земјоделско производство од климатските промени. Тие се реалност, ние губиме огромна сума на девизи од самата тие штети. Замислете Росумен и Градско, сега луѓето колку инвестирале, милиони евра, да, колку инвестирале до сега. Значи во резидба, во заштита, во џубрење, во наводнување, значи и понатаму не сме да го оставиме. Па тоа ти е долгогодишен насад кој што вие ако го оставите сега до година ќе немате ништо. Значи цела годината е пред нас, тие мора да наводнуваат, мора да го заштитат со морат. Сето тоа се трошоци, а ништо не берат. Колку им е важно се да добијат брзо некој обештетување? Најбрзо, да. Значи најбитно е сега тие овоштари или луѓе кои што се засегнати со тоа да се излезе на терен, проценки да се направат и веднаш да се добијат тие средства кои што им се потребни за одржување на тие насади, за да можеме до година да имаме добри кадациони насади, затоа што веќе тие луѓе се истрошени со самата инвестиција. А не да земат ништо пари. Па еве за еден месец треба да почнат да берат цреши или за месец и пол кајси и праски, а тие, значи тоа жално е и како држава не смееме тоа да го дозволуваме во иднина, затоа што климата е таа. Значи ние не можеме да ги промениме климатските услови, но можеме да се адаптираме и да се заштитиме и да даваме поголеми поддршки за заштита од климатските промени. Какви некои мерки? Мерки кои што скоро читав дека Европска унија веќе воведува и 80-90% мерки кои што е повраток на ние како држава, тоа долги години требаше да го направиме и например преку програмите за рурален развој да воведеме мерки во кои што ќе го заштитиме производството, затоа што храната ни е потребна. Земјоделците сами не можат да инвестираат, а ние џабе и да го осигура само значи немаме производ. Како немаме производ. Производот ни е битен, битна ни е храната. Сосема за крај како заклучок, во таа битка со климатските промени, освен тие мерки, многу значајна ни е водата. Вие тука во овој регион ја имате почувствувано на своја кожа што значи кога е плюс 40-50 степени да нема вода. Да, тоа е најбитно. Значи во борбата за климатските промени, за заштитата најбитно ни е и вода навремено да имаме до секој површина, до секој земјоделец кој што сака да наводнува и кој што има производство. Затоа што водата е неопходна за добро и квалитетно производство и затоа цело време апелираме на времено санирање на дефеците и одржување на старите водоводни мрежи и изградба на нови водоводни мрежи во површини и делови каде што досега немало потреба да се наводнува. За жал, заради промената на климата, ние имаме сега и делови во кои што, еве, минатата година видовме тука во Тиквешијата, Дисан, Вешје, каде што претходно нема ни
нели потреба да наводнуваат. Сега ова година што помина 24-та заради екстремно високите температури, има доста загуби од исушување и дехидрирање на грозјето и затоа се потребни и на тие нели површини и најголема инвестиција која што треба се направи е исто така тоа не само во Тиквешијата, во целата држава. Знаеме, сме биле сведоци дека имало проблеми во Светиниколскиот крај, во Кочанскиот со наводнување, во Штипскиот регион. Тие се многу сушни региони, исто како кај нас, нели, Тиквешкиот, и потребно е да има вода навремено. Исто потребно е вода исто и во Пелагонискиот дел, каде што ни е житарицата, затоа што и со самото тоа што имаме наводнување на житарицата, ние ќе имаме поголеми приноси на самото лебно брашно. Значи многу ни е битна нели навремената одржување навремено на тие водоводни системи и навремено доаѓање на вода до секоја површина.